Шери, што ќе готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Добродојдени сте во Шери, што ќе готвиме денес? Па што ќе готвам денес за мојата Шери? Пак да измислам нешто ново. Тешко. Почна да биде навистина тешко. После толку рецепти више не знам више што да готвам. Ајде, па да видиме што имаме во фрижидерот. Парче месо. Обавезно, убаво парче, ма не знам што има внатре. Тоа ќе биде изненадување. Мислам тие нешто свинско така, ама иде ќе видиме што како. Океј. Долго време што не готвевме со путер. Мислам да земам малку путер. Путер президент со тоа. Ајде да видиме што како ќе правиме. Имаме модер патлиџан, имаме тиквица. Океј. Тоа што можеме уште да готвиме со тоа. Добро. Мислам да го напуниме тоа, да направиме нешто, да оставиме сирење внатре. Добро, ајде, сирење. Имам овде сирење, домати обавезно. Овие Шери домати многу си ги сакам, си ги земувам, си ги употребам. Тя има остануваше малку кромиче овде. Ајде, зашо да не? Па уште за мајчина душица. Ајде, добро. Ајде. Вора, затварам, ќе видиме после. Мислев на малку палента. Мора? Ќе биде добро. Ајде, сирење, ова ќе видиме месото, путер, тиквица, модер патлиџан, домат, мајчина душица, кромит. Месо, што имаме како месо овде? Тарам. Па да. Ова убаво парче свинско месо. Ова е свинска кременадла. Со мрсно на страна и се. Сакам малку да начукам. Не да не се начукаме. Ќе начукам малку, ќе правам така да правиме ролат. Така ми доаѓа убаво. Ќе видам, ќе земам едно парче овде од хартија. Дојди ми тука. Ајде. Така, едно парче од хартија и ќе видиме како да го начукаме месото. Така. Ова ќе бришам, пеп. Имам овде чекан. Ајде да видиме дали ќе издржи. Не ми се допаѓа многу така. Ма се прави, ја правиме директно. Така. Полека. Само ти треба малку повеќе енергија. Тоа ни фали. Енергија. Така. Океј. Имаме мала коска тука. Тоа прави проблем. Ке мора да го мисечиме, да го извадиме. Тука и тука имаме парче коска внатре. Така. Близко сме од што сакам да направам. Пак ќе кажам, сакам да направам како една плескавица, не плескавица, ама тенко парче од месо, што ќе можам да го да направам ролат. Дали ќе успеам? Па да. Мислам од тие. Океј. Ќе го направиме така. Вуара. Ајде, Марк. Сакам да го напунам со сирење, со тревки и ќе го потпечиме во тава и после во ревна. Вуара. Го обожавам овај сирење, мешавина, овчо и кравио. Ќе оставиме парчето вака малку здробен внатре. Така кога он ке се пече, нема тоа многу да се распаѓа. Ќе го ставиме малку мајчина душица.
Вала. Мешани зачини. Малку лутко. И малку бибер. Така. Све тоа го оставаме внатре во месото. Така кога ќе се печи надвор, нема да гори. Вала. Океј, сега го спакувам. Пачето. Таман. Ете, гледайте. Ми се напре. Мислам оти убаво. Личи. Ке го подпечиме. И ке оди во печка. Вала. Максимално. Малку зејтин. И еп. Нека се пече. Ке го заборајме. Ја ставаме печката да се топли. 180. Ајде. Океј, ова се прави. Кажав оти ке правам полента. Да. Полента. Да. Ми треба малку вода. Океј. Ајде, ставаме водата да се топли. Ми треба малку путер. Ја така ја правам палентата, ставам вода, путер, мешани зачини, осе како бујон да му дава убаво шмек на водата. Така. Да. Вала, убаво парче. Путер. Така. Он ке се стопи. Зедов путер 60% да биде малку лајт. Многу го сакам ова. Многу лесен е. Освен од путер се направи повеќе како мус. Ама мус на вкус на путер. Многу убав е. Многу. Ке видите, пробајте го, ке бидете изненадени. Тоа е нов производ од Президент. Президент путер на 60% од мрсно. Таман. Океј. Путерот ке го потребам после за да правиме сосот. Сосот ке го правиме со доматчињата. Исто ке ставиме на путер со малку кромит. Ке биде многу баво. Океј, ова се прави. Ова се прави да ги почнам зеленчукот, гарнирот. Сакам да правам како долги ленти, не ленти, да долги парчиња така од модер патлиџан и од тиквица. Тоа ќе ми треба тава, голема тава, така. Ајде, не сака да се отпакуваат, убаво ги пакуваат кај Farmer Boy. Така, паметно. Во секоја пијара ги пипите, како да кажам, различните намирници и све тоа, и оставате отпред. Овде се пакувани, кои ги вадите, само вие ги пипате. Полека, да ги измиме малку. Тоа мора. Така. Така. Супер. Ми пука. Треба да пазиме. Каде ми е штипката? Така. Океј. Вала. Таман. Супер. Ова се топли. Палента, сите знаеме како се прави. Еднаш што водата почна да врие, со путерот ќе стопи, ќе мешаме палента внатре и ставаме на страна. После ќе ни биде гарнир, многу убаво. Можеме да ставиме и парчиња сирење внатре, ама да не претеруваме. Имаме сирење во месото, ако ставиме уште сирење тука, ќе биде многу. Ајде. Ова тука. Чеканот ќе го миеме после. Ова можеме да му ставиме уште малку, заборев, да му ставам на страна. Плюс, така. Вуаля. Ова прска од мрсното. Мрсното се топи со зејтинот, ми прави да пука. Многу баво е. Вуаля. Голем нож. Како кажав, сакам ленти. Така.
Убаво ќе биде, ќе личи на презентација. 1, 2, 3, 4. Доволни се. Така. 4 парчиња. Ала. Исто. Од модриот патлиџан. Ми лизга. Ајде. 1. 2. 3. И 4. Со дршката така гледате како убаво. Вала, 4 и 4. Ова е завршено. Ова не ми треба. Ќе оди позади. Ова почнува да се спрема. Ќе оставиме малку маслиново масло и ќе го оставиме во рерна. Малку вода. Ќе го оставиме тука. Со зејтинот секогаш е опасно. Вода, пука. Вода. Сега може да оди во рерна. Вала. Таман. На рад сме сега. Месото нека продолжи да се пече. Оди месо, гарнир. Хап. Пак малку зејтин. Ќе го мешам со малку маслиново масло. Така. Ела. И одиме директно со прво ќе ги ставиме тиквиците. Тиквиците помалку упиват од модриот патлиџан. Тоа можеме директно да ги ставиме, да се пропржуват и ќе ги ставиме на тањер. Вака. Океј. Ова се прави. А мислев оти ќе одеше малку побрзо ова, ама при крај е. Путерот се стопи. А ние ќе можеме полека да правиме палентата. Океј. Тураме палента, вртаме палента, палентата се згуснува. Пап. Не му треба многу. Вуала. Таман. Палентата е спремна. Исто како кускусот, многу го сакам, ова се намирници гледа. Што да многу брзо да се прават. Децата го обожават, старите луѓе го обожават, зашто ти лапни голти. Не само тоа. Сите го сакаме тоа палента, оти навистина лесно е за јадење. Гледате. Ево да, спремно е. Оставаме тука. И ова го пазиме, за да не ни изгорат. Така. Океј. Ајде. Ала. Оставиме вака. Океј. Полека се пржи. Ала. Месото е во рерна. Ова е тука. Што кажав јас? И сосот треба да го правиме полека исто. Во меѓувреме. Ала. Сосот ќе го правиме со путер. Сакам да го правам со путерот. Да се топи путерот, да му ставиме малку кромит и да му ставиме парчиња домат. Како убаво ќе биде. Овај путер многу убав е. Кога се топи, гледайте, си прави така како пена, тоа си прави како еден сос спремна, директно, гледайте. Се топи, и се прави како една пена, како мус. Таман е. Ова уште малку е спремно. Да пазиме да не го путнеме, да не изгоре. Ала. Океј. Малку кромит. Ке ги извадиме овие. Чекајте, ножот. Завршено. Како кажуваш, Марк, секогаш масата да ти види чиста. Почитувај го и тие. Вака. Ситно сецкано кромит. Вуаля.
Хап. Вуаля. Таман. Ова го намалуваме на путерот да не ми изгоре. Океј. Путер изгорено не е убаво. Ете го кромидот со путерот. Така. Малку појако. Ова више е окей. Можеме да ги вадиме. Охо. Повеќе од окей. Уште малку и ќе ми изгорја. Аха. Вуаля. Супер. Одиме со тиквиците. Немаме многу место, ќе мора да ги правиме 2 па 2. Намалиме ова малку. Ајде. Малку зејтин. Епепеп. Путерот уште да го намалиме. Одиме со доматчињата. Како ќе биде убаво денеска пак. Овие домати многу ми се допаѓаат. Гледате како се убави, мали, вкусни, благи така. Вау. Многу се убави. Шери домат има такви округли. Овие не се округли, се долги. Гледајте. Хап. Хап. Ќе му ставиме исто и малку мајчина душица во сосот. Супер. Малку мајчина душица. Да го држиме тој вкус што го имаме со месото. Така. Вуаля. Таман. Модер патличан. Вуаля. Супер. Ова е окей. Малку вода. Вуаля. Океј. Ние сме полека при крај. За кратко се враќаме. Шери, што ќе готвиме денес? Епа да, тука сме, се вративме на брзина. Можеме да кажеме оти сме при крај. Така го кажав и навистина така е. Ке земам тањири. Пап. Вуаля. 2 големи тањири. Океј. Месото полека е при крај. Сосот ни е океј. Гледам овде, модерот патлиџан е спремен. Можеме да го ставиме. Вуаля. Почнеме со тоа. Така да имаме место за да работиме понатаму. Океј. Сосот можеме да го намалиме исто. Океј, ова да намалиме, да не ми се пропржи премногу. Ето така, ќе ја ставиме на страна. Овде имаме тиквицата. Ето, да ставиме така. Да го правиме да биде убаво, да личи на око. Вуаля. Океј, вуаля. Сега, одиме со палента. Ручица. Направиме како една топка. Тука да биде убаво. Многу ја сакам палентата. Плюс така кога се додава путер, има вкус на путер. Малку солено. А навистина кога се додава малку и сирење, уште поубаво е. Ама, како кажав, да не претеруваме со сирењето. Сирењето имаме во месото, а ова е како гарнир. Океј? Сосот е спремна. Ајде да го вадиме месото. Да. Хоп. Ајде. Преубаво парче месо. Супер. Ке го сечам само на половина. Ке ставиме парчија од секој. Да не забораваме, од има внатре има сирење. Така. Ова, како секојаш правам, сосот го додавам во сосот. Вуаля. Океј.
Ова можеме убаво да се измеша пред сервирање. Добри сме. Хајде. Ќе осечеме вака на половина. Да видиме како е внатре. Хе-хе, таман. Супер. Како убаво ни личи. Вуала. Ова ми падна. Нема веза, ќе го оставиме. Така. Ќе му оставиме од сосот. Ова да можеме да кажеме од тие стил италијанска рецепт. Се шетаме многу со моите рецепти. Одиме во Азија, одиме во Шпања, одиме во Италија, одиме во... Сме во Македонија и во меѓувреме патуваме. Ама патуваме со храната. Храната нема поубаво начин на патување низ светот со храната. Зошто? Оти храната е интернационална. Ете така, гледате со путер, со кромит, со домат и со малку мајчина душица. Ова е навистина пак едно јадење подготвено со многу љубов, а со многу љубов да кажеме на Шери, што ќе пиеме денес? Па да, јас се одлучив на едно розе. Оти пак розето, пак кажам, супер оди со сирењето што е внатре, доматите малку киселки, а розето, розе алегро, има вкус така на овошје, малку на јагоди, малку на цреши, на такви вкусови, што се многу убави и што многу убаво ми одговарат со вакви јадења. Да ги земам чашите, ти без чаши не сме да пиме, по шиша, ајде, Шери, тука си, да. Епа, гледај, што ќе пиме и што ќе јадиме денес. Вала. Розе, стоби, алегро, воля, каква убава боја дава така, боја на љубов. Мислам оти овај розе ќе се пи секаде од почеток, од аперитив до десертот, а јас денес го пијам со моето омилено јадење што го подготвив за мојата омилена половина Шери. На здравје и се гледаме утре со нови приубави рецепти. Шери, што ќе пиеме денес?
единственото розе во линијата Македон е Македон Розе Алегро. Македон Розе Алегро е сортно вино составено 100% од сортата Сира. Оваа сорта и покрај тоа што најмногу се одгледува во Франција и Австралија и се најпознати по Ширазот или Сира, оваа сорта и тоа како доста добро се вклопи во лозовите насади на винарија Стод. Глината и песочната почва на нашето лозје Шираз ја процедува лозата што резултира со грозје со концентрирани вкусови. За производство на розе вино, ние ја пратиме зрелоста на грозјето и точно знаеме во даден момент кога ги имаме најоптималните технолошки и фенолошки моменти на берба. Ова суво розе вино има сочна концентрација, раскошен вкус, примамлива светло-розова нијанса на лосос, односно она прочуена лосос боја и е совршен избор за летните денови. Бојата е лосос розе, надополнета со ароми на свежо овошен мирис, доминантно присуство на јагода, а на вкусот пак е интензивен, овошен и минерален со долг послевкус. Одлична концентрација и богат вкус, стилизирано нескромно розе кое е совршено за уживање во летните денови, надополнето во комбинација со храна. Најдобро е кога се комбинира со паста, пилешко и десерти. Температурата за служење најдобро е од 8 до 10 степени Целзиусови. На здравје! Шери, што ќе пиеме денес? Шери, што ќе готвиме денес?